Во оваа епизода ќе се запознаеме со надлежности, поднесување иницијатива за инспекцијски надзор и спроведување на инспекцијска постапка во животната средина. Користете го инспекцијскиот надзор за да обезбедите соодветна примена на законодавството и поголема заштита на животната средина. Во вршење на инспекцијскиот надзор, инспекторот е должен да постапува согласно со Уставот, законите, меѓународните договори, ратификувани согласно со Уставот и други прописи, донесени врз основа на закон. При вршење на инспекцијскиот надзор, инспекторот обезбедува заштита на јавниот интерес. Инспекторот во вршење на инспекцијскиот надзор обезбедува еднаквост, непристрасност и објективност кон субјектите на инспекцијски надзор. Инспекторот е одговорен за стручно и совесно извршување на инспекцијскиот надзор и за штета предизвикана со незаконито дејствие или незаконито одбивање да преземе соодветно дејствие. Инспекторот ја утврдува фактичката состојба и изведува докази во постапката на инспекцијскиот надзор. Инспекторот е самостоен и независен во вршењето на инспекцијскиот надзор и во преземањето на инспекцијски мерки утврдени со закон. Инспекцијските служби, преку своите веб страници и веб страницата на Инспекцијскиот совет, редовно објавуваат информации од значење за јавноста, за спроведените дејствија и за преземените инспекцијски мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето или имотот или заради потешки нарушувања на јавниот интерес. При вршење на инспекцијскиот надзор, инспекторот првенствено врши превентивна функција, а презема инспекцијски мерки тогаш кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на инспекцијскиот надзор. Надлежен орган за инспекцијски надзор во животната средина на централно ниво е Државниот инспекторат за животна средина. Инспекцијски надзор во животната средина на локално ниво се врши од инспектори за животна средина на локално ниво, кои се распоредени во организационите единици за вршење на инспекцијски надзор во животната средина на локално ниво, формирани во рамките на општините во градот Скопје и градот Скопје. Инспекцијскиот надзор во животната средина може да биде редовен инспекцијски надзор, вонреден инспекцијски надзор и контролен инспекцијски надзор. Редовен инспекцијски надзор е надзорот кој е планиран однапред со предвиден распоред согласно годишниот план за работа на инспекцијската служба и месечниот план за работа на секој инспектор. Вонреден инспекцијски надзор се врши по службена должност или врз основа на пријава, иницијатива, поднесена од физичко или од правно лице или од друг орган. Секое физичко лице кој има сознание дека постои загрозување на животната средина и здравјето на луѓето може да пријави и во полициска станица и еколинија. Државниот инспекторат за животната средина е должен да обезбеди еколинија. Иницијативата за инспекцијски надзор треба да содржи назив на инспекцијската служба до која се поднесува, име и презиме и адреса на живење на подносителот, односно назив и седиште на правното лице, законски застапник или полномошник доколку го има, краток опис на повредата и назначување на субјектот кај кој се бара вршење на инспекцијски надзор. Инспекторот нема да постапи по иницијативата за инспекцијски надзор во случај кога истата е нецелосна или нејасна и за тоа го известува подносителот. Инспекторот нема да постапи по анонимна иницијатива за инспекцијски надзор, освен ако содржината на иницијативата не покренува прашање од јавен интерес утврден со закон или е неопходно отстранување на непосредната опасност по животот или здравјето на луѓето или имотот од поголемата вредност или животната средина. Во случај кога иницијативата за инспекцијски надзор не е во надлежност на инспекцијската служба, инспекторот во рок од 3 работни денови од денот на добивањето истата ја доставува до надлежната инспекцијска служба за натамошно постапување и за истото го известува подносителот на иницијативата. Најдосна во рок од 15 дена по завршувањето на вонредниот инспекцијски надзор извршен врз основа на поднесена иницијатива, инспекторот е должен да го извести подносителот за резултатите од инспекцијскиот надзор. Контролниот инспекцијски надзор е инспекцијски надзор со цел инспекторот да утврди дали субјектот на инспекцијскиот надзор по истекот на рокот определен во инспекцијскиот акт при претходно извршен редовен или вонреден инспекцијски надзор постапил по инспекцијскиот акт во целост,
делумно постапил по инспекцијскиот акт и не постапил по инспекцијскиот акт. Државниот инспектор врши инспекцијски надзор на субјектите на надзорот во секое време и на лице место. Инспекторот за животна средина на локално ниво врши инспекцијски надзор на субјектите на надзорот во секое време и на лице место. Доколку инспекторот за животна средина на локално ниво има сознание дека постојат неправилности во субјектите на надзорот за кои надлежен да постапува е државниот инспектор, должен е без одлагање да го информира државниот инспекторат за животна средина. При вршењето инспекцијски надзор по потреба и на барање на инспекторот може да присуствува службено лице од стручниот орган, односно од организацијската единица за вршење на инспекцијски надзор во животната средина на локално ниво, формирана во рамките на општината во градот Скопје и градот Скопје, како и представници на други стручни установи и правни лица, ако за утврдување важни факти или околности е потребно стручно мислење. На барање на инспекторот, овластеното службено лице на МВР е должно да учествува при спроведувањето на инспекцијскиот надзор. При вршење на инспекцијскиот надзор, инспекторот има право на пристап во технолошките, производствените и други процеси кои што се дел од дејностите или на активностите на субјектот на надзорот. При вршењето на инспекцијскиот надзор, инспекторот има право да запечати простории или предмети во временски период, потребен за обезбедување докази, потребни за спроведување прекршочна или кривична постапка. При вршење инспекцијски надзор, доколку инспекторот констатира неправилност од помал обем, која како таква е пропишана во прописите од областа на животната средина, со решение изрекува мерка опомена, во која е определен рокот во кој треба да се отстранат недостатоците и неправилностите утврдени со записникот од членот 31 од Законот за инспекцијски надзор во животната средина. Доколку инспекторот утврди дека субјектот не постапил во дадениот рок, со решение изрекува друга инспекцијска мерка согласно со членот 33 од Законот за инспекцијски надзор во животната средина и прописите од областа на животната средина. Ако при вршењето на инспекцијскиот надзор инспекторот утврди дека субјектот на надзорот не се придржува кон прописите од областа на животната средина, дадените стандарди и други акти со кои е регулирана активноста, дејноста, инспекторот со решение изрекува инспекцијска мерка со која дава задолжување, наредба за отстранување на неправилностите и штетните последици што настанале со загадување или со деградација на животната средина и на природата и доведување на животната средина во претходна состојба. Забрана, која може да се однесува на целокупната работа на субјектот, на дел од инсталацијата и слично. Ограничување на употребата на технологија, технолошка линија на производи, полупроизводи, суровини, опрема и слично. Задолжување за преземање на превентивни мерки и други мерки определени со посебните прописи од областа на животната средина. Доколку субјектот на надзорот не постапи согласно со решението на инспекторот и не ги отстрани причините за настанатата состојба утврдени со решението, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна, односно кривична постапка пред надлежен орган. Ако при вршењето на инспекцијскиот надзор инспекторот утврди дека субјектот на надзорот не се придржува кон законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди и други општи акти и покрај определувањето на рокот во решението во кој неправилностите треба да се отстранат, инспекторот може да поднесе барање за поведување прекршочна, односно кривична постапка пред надлежниот орган. Во случај кога ќе се утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекторот може да издаде усно решение за итно и неодложно отстранување на утврдените недостатоци кои ги констатирал при увидот со записник. Ако вака констатираните неправилности представуваат опасност за животната средина, животот и здравјето на луѓето, инспекторот може веднаш да издаде усно решение со кое го забранува вршењето на дејноста или активностите, како и да забрани употреба на средствата и опрема за вршење на дејноста или активностите. Се надевам дека успеав да ви помогнам и да ви ги доближам надлежностите, поднесување иницијатива за инспекцијски надзор и спроведување на инспекцијска постапка во животната средина. Доколку сте еколошка граѓанска организација, контактирајте го Македонското здружение на млади правници за да добиете дополнителни информации и поддршка преку програмата за правна и менторска поддршка на еколошки граѓански организации.